Над 90% од граѓаните ја почитуваат одлуката за движење со заштитна опрема. Голем дел од тетовци носат заштитни маски, како во затворените простории, како продавници, аптеки и слично, меѓутоа и на јавните отворени простори. Тетовци велат дека заштитната опрема за нив е голем трошок, но здравјето истакна е пред се, мора да се почитуваат мерките. Па скапи за народот према парите што иззема, што ги онади, значи пензија или едно, друго, јас сум пензионер со 10.000 пензија, дали маски да купувам секој ден, да сачувам здравјето? Ние во маркет ми донесоа поточно, значи не бев лично да земам. Комшивката ми го даде. Шиеле, таму ми даде. Од аптеките велат дека е зголемена потрошувачката. Имаат доволно заштитна опрема во магазините, а цените на маските според фармацевтите остануваат исти. Ние не сме имале скапи, од поранешните што беа 5-10 денари, оние книжни увозните, кога ги снема, веќе нашиве шиените се по 25-30 денари парче. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи смета дека заштитната опрема треба да се носи само во затворени простории. Предлог кој веќе е прифатен од Комисијата за заразни болести. На отворени јавни простори нема потреба да се носат маски, ако се земе предвид бројот на заразени во Тетово, но и дополнителниот трошок на граѓаните. Затоа што тоа е навистина нов трошок кој не мислиме дека апсолутно ги дава резултатите, како што ги дава резултатите, например, прекинот на транспортот, што навистина не е многу важен. Во Тетово денес имаше поголема раздвиженост во пресред на рамазанските пости, кои започнуваат од утре. Од кризниот штаб Тетово уште вчера побараа полицискиот час да започне од 19 часот, со што дополнително би се растеретил метежот, кој е голем за време на светиот месец Рамазан.